Изградбата на новиот покриен пазар во Виница не се одвива според планираната динамика, иако се најавуваше дека тој ќе биде комплетиран во период од 12 месеци. Првичните планови и рокови се пробиени, а по договорот што меѓусебно го подпишале општината и изведувачот, даден е нов рок за реализација на градежните работи. Од локалната самоуправа се свесни дека изградбата не се реализира според планот, но сепак таа нема да биде стопирана. На последната седница на Советот на општина Виница беше упатено конкретно прашање до градоначалникот Петков дали средствата за изградба на покриениот градски пазар со катна гаража се пренаменети за вработување лица блиски до партијата на власт. За градскиот пазар беше склучен договор пред една година, 24.6.2021, за изградба со рок за изградба од една година и со буџет од 30 милиона денара. Парите не беа обезбедени, далеко од тоа. Парите не беа обезбедени, тоа беа пари планирани од буџетите од наредните години. Пошто сега истече рокот за изградба на пазарот, ние пред истекот на рокот склучиме анекс на договор со кој што го продолжуваме рокот за изградба на пазарот, а под истите цени кои што се биле у моментот на склучување на договор, значи по лански цени. Во овој момент тоа ни у интерес на општината беше дека да остане, затоа што факт е дека меѓувреме цените на градежните материјали драстично се зголемија. Веќе беше истечен половин од рокот за изградба на пазарот, а имаше реализација од само 5% за изградба на пазарот. Значи, и сега, ако некој мисли дека за половина од рокот рестото ќе се реализира 95%, а при тоа не се обезбедени финансиски средства, значи пазарот не се стопира, пазарот продолжува да се гради. Според техничкиот проект, во затворениот дел на покриениот пазар во Виница планирани се дуќани за продажба на овошје, зеленчук, млечни и месни производи, додека во отворениот дел ќе бидат поставени тезги за продажба на секаков вид производи. Пазарот треба да обезбеди оптимална функционалност со примена на потребните стандарди за таков вид комерцијални објекти. При тоа ќе се води грижа и за сите придружни потреби на граѓаните, како што е паркинг простор и пријателски пристап за лицата со посебни потреби. Според подпишаниот договор со изведувачот Промонтинг од Скопје, покриениот пазар во Виница требаше да биде завршен до крајот на јуни годинава, а градоначалникот Петков не даде конкретен одговор за колкав период се однесува пролонгирањето на градежните работи. Општина Кочани планира да направи прераспределба на дел од средствата во буџетот за да ги покрие тековните трошоци за надоместоци на привремено вработените лица. Според веќе изготвената одлука, треба да се обезбедат 700.000 денари, што ќе се намалат од ставки за други намени. Половина од потребната сума се планира да се обезбеди со кратење на подставката дотации, донации и кредити, односно од парите наменети за основни плати на државните службеници. Истовремено тоа ќе значи и намалување за уште 350.000 денари по основ на персонален данок од доход на плата и од основните придонеси за пензиско-инвалидско осигурување. На ваков чекор, општина Кочани се одлучува откако претходно не доби согласност од Советот на општината за прераспределба на буџетските средства со кои треба да се покријат трошоците за привремено вработените. На 12-тата седница советниците не дадоа подршка предложената сума од околу 1 милион денари за исплата на плати на привремено вработените да се обезбеди со пренамена, со што во прашање тогаш се стави понатамошниот нивен ангажман. Тоа беше втор пат на 2 последователни седници да се кратат пари за привремени вработувања. Претходно и на 11-тата седница беше прифатен предлогот наместо за плати за времени вработени, парите да се пренаменат за асфалтирање улици во селските населби. Во напредна фаза влегуваат градежните работи за реконструкција на внатрешноста на Центарот за култура Бели Мугри, што се реализираат со финансиска подршка од Министерството за култура. По отстранувањето на интериерот и опремата во гледалиштето и на сцената, како и нивното целосно обновување, објавен е јавен повик за набавка на нови столови во големата сала. Според техничката спецификација ќе се набават 366 седишта за партерот и за балконот, при што добавувачот, што ќе биде избран, се бара да обезбеди столови со механизам за преклопување,
тие да бидат ергономски обликувани со поголема трајност и физичка издржливост и да овозможуваат неколкучасовно користење. Рокот за доставување на понудите е до 27 јули, а испораката на столовите треба да се реализира до крајот на тековната година. Монтажата ќе се спроведе според утврдена шема по потпишување на договорот. Реконструкцијата на објектот се реализира според планот за инвестиции на Министерството за култура, а за изведувач на тендерската постапка беше избрана компанијата Мартин Инженеринг од Скопје, со која беше потпишан договор во вредност од 10 милиони денари. Предходно беше отстранета старата инсталација за електрична енергија и за затоплување на салата, како и во поранешната оркестрална во склоп на бината и во просториите за техника и за филмски проекции. Со средствата од Министерството за култура, објектот добива комплетно нова внатрешност со поставување на неопходна звучна и термичка изолација, обработка на зидовите, таваните и подот, како и реконструкција на просториите за шминка на актерите и на тоалетите зад сцената. Во планот за реконструкција и целосна замена на постојната столарија, како и поставување нови внатрешни врати кон гледалиштето и за другите простории. На 9 јули започнуваат настаните со кои Кочани ќе го одбележи Петровден, празникот на градот. Во програмата што ја организира општината влезени се десетина културни активности со музичка, литературна и верска содржина. Вообичаено, празничната програма ќе отвори меѓународниот фестивал на стари изворни влашки песни и ора, што под називот «За Петровден сите на планина» ќе се одржи в сабота напладне на Пониква. Следниот ден, на 10 јули во 19 часот, во мултикултурниот центар свое представување ќе има афористичката репрезентација на Македонија со членовите од Кочани. Исто така, планинарите ќе го одржат традиционалниот Петровденски планинарски марш до врвот Китка на Осговските планини. На 10 јули во паркот во Кочани, во периодот од 10 до 24 часот, ќе се одржи втората летна интернационална берза на винили, при што ќе има промоција на книга од хрватски музички автор, DJ сетови, како и изложбите македонската рок музика на насловните страници на печатените медиуми, Нови талас, Деца социјализма од Зоран Кардула и изложба на стрип табли Барокни човек од Винко Барик од Хрватска. Во вечерниот термин концерти ќе одржат групите Напорно Суисайд од Хрватска, Accidental Ride, Хајка и Last Expedition. На 11 јули во 17 часот во храмот Свети Ѓорги, Великомаченик, ќе се одржи вечерна богослужба на која ќе чиноначалствува владиката Брегалнички Иларион, а потоа ќе има и литија во градскиот парк, како и концерт на духовна музика во мултикултурниот центар. На денот на празникот, 12 јули, градоначалникот Папазов ќе одржи средба со најдобрите ученици од Кочани, а ќе се одигра и финалето од Петровденскиот турнир во мал фудбал. Во паркот во Кочани ќе настапат учесниците од детскиот фестивал Музички бранови. На 13 јули во библиотеката Искра ќе биде отворена изложба на стари фотографии од Кочани и дела на роднокрајни автори од библиотечниот материјал на библиотеката Искра. Како завршница на празничната програма, на 14 јули во мултикултурниот центар концерт на пијано ќе одржи Благица Арсова. За сабота со почеток од 18 часот е закажано свеченото отворање на овогодишните јубилејни 50 илинденски спортски игри во Чешиново. За фудбалскиот турнир оваа година, како учесници се пријавија 14 екипи од скоро сите месни заедници од регионот. При тоа, тие ќе се надпреваруваат во 4 групи, од кои првата и четвртата ќе имаат по 4 екипи, а во втората и третата ќе се надпреваруваат по 3 екипи. За свеченото отворање е најавена кратка културно-забавна програма со учество на фолклористи. Потоа ќе се одигра и првиот надпревар од првата група меѓу екипите на Чифлик и Бање. Финалниот надпревар на илинденските спортски игри е закажано токму на 2 август во 18 часот. За најдобрите екипи и поединци обезбедени се признанија и парични награди. Победничката екипа ќе добие 80.000 денари, додека второпласираната 40.000. Освен тоа, признанија се обезбедени и за најдобриот играч и најдобриот стрелец на фудбалскиот турнир на илинденските спортски игри.